Мислам, јепа! Се извинувам, ќе почнев без то леле. Греф ќе направев. Јепа, рековме, но исто така треба да ве предупредам, почитувани дами и господа, затоа што мислам дека малце претерав. Не, стварно. Ова вака не може повеќе. Ве молам, значи ве замолувам. Ево, господинот Кочо Ангјушев ми се налјути. Со неверојатна изјава господинот, ете, нема конфликт на интереси за парите што ги доделува тој, да ги додели на една од фирмите во кои се јавува како собственик. Нема никаков конфликт, ама добро рече, еве, ако на сите им е толку мака, еве, нема да им доделам. Не е убаво така. Немој веднаш да се лути, ние претеравме, ние, вистина. И треба ти да не сватиш, почнавме импулсивни да сме некако, затоа што години кој ќе го клецкаш некого и кој ќе не му даваш никаква, како да речам, можност во животот, значи стан вид некако нервозен, импулсивен и почви да плескат све в лице. Да, посебно во овие времиња каде што слободата на говор царува. Еве, се извинуваме. Ако нема конфликт на интереси, добро нема, готово. Немало конфликт на интереси. Да си дај пари сам на себе. Па нормално бе, во право е човекот. Ти прво сам за себе си, ако не се грижиш, кој ќе се грижи за тебе? Ти сам на себе си помош, ако не си деш, како очекуваш, о почитуван граѓанину, ти кој што кликаш subscribe во овој момент, како очекуваш некој да се погрижи за тебе? Немало конфликт на интереси. Господе мили мој Боже! Не, ето, избрзавме, ето, го налјутивме човекот. Нема да си дај помош на себе. Кој знае како ли сега ќе го поминат месеци. Со крпарење.